Добар ден, се вклучувам повторно зборувам за една тема поврзана со денешниот датум 24 март, а тоа е светски ден на студентите. Студентите имаат посебна улога во општеството. Сите знаеме за студентските протести од 68 година. Гледаме што се случува последниве веќе 5 месеци кај нашите северни соседи, како и во републиките независните држави во Водина, Санџак и Шумарија. Тие студенти имаат потполно право да протестираат. Неслучајно имаат поддршка и од Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и голем дел од развиениот цивилизиран Запад. Тука се пред се НАТО, ЕУ. И тие студенти треба да истраат до крај. Затоа што се во право и мислам дека и на крај ќе победат. Така речените власти се обидуваат на некаков начин да купуваат време со, не знам, формирање на некакви си лажни движења, но нема ништо од тоа. Крајниот исход од тоа е меѓународно признавање и интегрирање во ООН, НАТО и ЕУ за Косово, Војводина, Санџак и Шумарија, ние да се го вратиме манастирот Свети Прохор Пчински, да се одреднат од така наречената вештачка геноцидна шумска творба, да ги признаат сите геноциди кои тие ги направиле. Еве на денешен ден почне и НАТО интервенцијата, кои многумина теоричари, вклучително јас, се оправдуваме. Тоа носи демократија, а потоа сите овие држави прво ќе влезат во НАТО, па во ЕУ, а потоа и нашите северни соседи како последна држава од ЗБ ќе влезат во НАТО и ЕУ, ќе водат и сите заедно ќе водиме крајно прозападна, нели, надворешна политика. Девизата цел свет во НАТО, цела Европа во ЕУ треба да стане реалност. И уште еднаш поддршка за студентите. Студенти, да се бидат студенти убаво чувство, се разбира со и нагоре да се дипломира, да се магистрира, да се докторира, да се развива во науката. Само така ќе се стане успешен човек во науката. До следно вклучување, поздрав!